праќам по пријателов Кузмана 1000 динари и пак ќе пратам штом заработам пак. Сега нема работа за мајсторлак и сега работам амалска работа. Фросино, варди се за детето и доктори слушај и варди се. Да ми пишеш или машко, или женско. Нам ни треба многу пари за детето, зашто и со Господ напред, од Великден ќе одам со пријателот Кузман во Америка. Таму одат многу уште и таму имало многу работа и јас ќе одам. Сега платив за пашапортите и за 2-3 месеца ќе дојдам и ќе се видиме и детето ќе го видам. Сега немам друго што да ти пишам и оставам на твојот брз одговор. Довидување. Со поздрав и те бацувам тебе и детето ако е родено, а ако не, од кога ќе се роди. Јане. О, уште ми го нема Климета. Не плаши се, мајко Фросина. Се уште во него гледаш дете. А тој е маж. И уште каков маж. Да вистина, мајко, многу ли се намачи со него? Кој? Јас? Како ќе сум се намачила со него? Ами тој ми се намачи уште од мало. И знаеш, многу ми беше сев да сам по книги. И на се да сиромаштија го прати на школа. После? Арнома, иден ден. Што е, чедо? Што идеш во школа сега? Мистеро? Што? Ме прозва господин Јован да му разкажувам нешто. Климе. И ми рече да земам книга и да читам. Еден од другарите ми подаде, ама не беше моја. Тогаш јас се заборев и му реков машински. Поде ја мојата бе. А тој, господин Јован, како да го продупи сташила во мозокот. Нешто го нашло, од корнати книеден. Тој тебе. Ох, правина нема бресинко. Леля ми сега. Ништо, јас ке се главам некаде. Барем да носам нешто во куќава. И така татко не се јавам во последниве месеци. Оле, камера! Иван, не сум те зел да се пулиш на чекали туку да работиш. Ша ми? Ти чорбаджија. Ша ми и да видам. Сега веднаш. Деле си ти Кузма? Јас сум дете. Од каде ме познаваш? Со години не сум идел во нашиот вилај. Те видов наслика со тате. Јас сум му син. Ти си Климе на Јанет. Да, стрико Кузма. Носиш здравожи во татка? Да. Носа. Како да ти кажам, видила муче. Јас се видам од Америка. И в село ќе остана. А татко ти... Слушај, ти не си веќе дете. Ќе ти кажам како на маж и сакам машки да се држиш. Татко ти работеше како мајстор и падна од една голема куќа. Таму го закопал. Ше видите? Јас останав вдовица. Климе, сирак. А работата ка ефтина не работеше. И тој
Козиде патот на татко си. Бог да го прости. Да ми се вратиш, чедо. Od nastinka da mi se vratiš. Ete, pak ti raskopca. Slušaj, majka, nemoj da vidiš na svoja glava. Кога ќе тргне водото да се потулам од твоето тело? Ти Фросино како на дете, а тој напечал го оди. Маш, не шака. Пусто достани бе. Палена среќа наша. Тој ми беше за школа. Учен да ми стане. Приказан. Ама се сака кркало, а? Како што велиш ти, празна вреча просто не стои, а? Доста да са тие твои шеги. Тргнува. Ај, со здравје. Со здравје. Останете ми со здравје. Здравје. Ајде, Криме. Белки Господ ни наврати среќа. Ќе наврати, мајче, Да работиш, да ми се вратиш назад. Домаќин да станеш. Она што татко ти не можеше. Ајде, Криме. Ќе смогнеш ти, чедора мајка. Ајде, Криме. Мојке. Ајде. Ајде. Со здравје. Со здравје си. Со здравје. Здравје. Ајде, со здравје. Добро. Останете со здравје. И дојде овие матни времени. Им влезело шотилокот на големците. Мислиш, умни луѓе, главатари. А ете, разделија својштини, пријатели. Ни донесоја несреќи. А од книјата ми никако глас. Горда, брата. Ти си брачано крави. Проштавај. Седену, мајка. Седену, мајка. Војската го блокира градот. Така значи. Не брка кучиња. Ја бидат участокот. Ами сега? Ќе треба да ми излезеш надвор од градот. Само без пат. Ништо тоа не. Синко, бре. Идем ми у мајка. Што туку се мешаш во нашите машки работи? Арно ги познам со качињата. Побрко.